Карпалак се случи бидејќи бевме предадени од нашата власт, од сопствената држава. Се чувствуваме понижени и изманипулирани, бидејќи по 22 години ниту една влада не спроведе истрага за тој терористички чин, ниту пак се остварија во целост нашите барања како бранители. Ова е ставот на дел од преживеаните учесници од Карпалак, кои што денеска во Прилеп одбележаа 22 години од ова злосторство. Па видете, ние баравме фамилиите од останатите кои се врати преживеаните од Карпалак, баравме бесплатно здравство за цела фамилија. И закон да се донеси за бранители да бидиме прогласени за борци. Од тоа сето тоа ништо не се оформи. Травмите остана, се осеќаме понижени. Никој за овие 22 години не покрена постапка за да се види како тоа се случи на 8 август 2001 година. Па нашето сознание е овака дека точно ние бевме предадени. Па се знае од кого? Од нашата власт, од државата. Бранителите бараат изградба на споменик на местноста Карпалак. Централната манифестација да се одржува таму, како и да влезат во уставот со статус на борци. Исто така, бараат и средба со локалните и централните власти, за да им се реши вработувањето на тие кои што беа дел од конфликтот и се бореа за Македонија. Некој видоа бенефит се среди, но грото не се средени, значи. Децата на загинатите треба да добијат статус на борец, а ние од припадници на безбедносни сили треба да станеме борци. Дај нека се договорат. Локалната власт, нека ме повикаат на разговор. Воено исто и премиерот. Ние, значи, знаеме најдобро да го работиме обезбедувањето. Да остане, да речем, не експлоатираат разни агенции, дајте да се договориме. Дам рок, еве пред вас 15 дена да седниме, да ме викнат или во влада, или во локална самоуправа. Стотици бранители ја работат оваа работа, а се експлоатирани. Свежо цвеќе денеска пред споменикот во Прилеп положија повеќе делегации од државниот врв, политички партии, издруженија на граѓани и семејствата на загинатите. Градоначалникот на Прилеп упати порака злото од 2001 никогаш да не се повтори. И стоејќи тука, пред нивниот споменик, именуван како прилепски бранители, даваме завет како македонци дека ќе го чуваме нивниот спомен, дека ќе ја чуваме ова наша земја, македонска, и дека нема да дозволиме повеќе да има човечки жртви, понижување и војни, туку разбирање, почитување и решавање на конфликтите преку диалог. Вчера беше оддадена почит и беше положено свежо цвеќе и на споменикот кој што се наоѓа во Прилепската касарна.